Што ја одбележа нејзината 2025 се надевам успешна година и што го можеби носеше светот од областа на козметика, дали тоа беа спортски, музички или други можеби општествено корисни теми за можеби промена во светот. Мислам дека најсоодветно е некој пат и наши колеги кои што редовно комуницираат со вас преку новинските агенции, преку дигиталните платформи или во случајот нели наши колеги новинари кои што од весникот се само трансформира и сето тоа можеби како критика, рецензија за одредени теми го пишуваат и го споделуваат со вас, можеби нивото мислење или го бараат можеби вашето на социјалните медиуми на интернет просторот. Денеска тоа е вистина голема поле каде што сечи интереси некако нели се проблекуваат, споделуваме на некој начин, дискутираме и така натаму, некогаш забелешки, некогаш пофалби, некогаш аплаузи, ама што според можеби редакцијата Црно-бело и според нашата Андријана Јовановска, според нејзе можеби лично на некој начин остави белег 2025 таа утрово ќе ве поздрави на Телма телевизија. Вистина со гордост можам да кажам дека ми е едно од најблиските луѓе во животот, веројатно и по таа причина можеби и таа новинарска работа која што не спои во животот, често пати знаеме во некој начин можеби и приватни седенки, вака најке кажам жаргонски, да споделиме можеби за годината која што измина, на кој начин беше и одбележена. Андријана, драга, голем поздрав од целата екипа на Утринска на Телма. Ова е твое прво појавување во нашата сезона на Утринска и убаво е што можам да кажам вака и преку овие фотографии кои пред малку ги погледнав дека прилично имаше и за тебе убава успешна 2025 година. Добро утро на сите гледачи на Утринска на Телма. Добро утро на тебе, не сме се виделе годинава, ама ека вака конечно. И срекни празници уште еднаш вака јавно ќе ти кажам. Срекни празници на сите, да. Добро утро, како си? Како си со ладното уствари, за да прашам? Па да ти кажам, доаѓањето во Скопје ми беше убава ситуација затоа што беше чисто и знам дека последниот период можеби за жал поради екстремните состојби кои што особено во Србија нели ги погоди зимските услови, да кажам и тука имаше некои екстремни состојби за кои што Центарот за управување со кризи информираше. Настрана само кусто ќе кажам дека имаме чист воздух. Тоа јас би го посакал за годинава, да речам како една карактеристика за Скопје. Да. Малку се сменети работите во овие неколку дена што немаше тука и температурите отидоа екстремно ниско овие 2-3 дена, така што се надевам дека ти достигна на работа утрово. Да, така е. Инаку во моментот ќе ја поздравам секако и целата екипа, претпоставам дека кај да ќе се приберете сите што се вели по празниците. Ќе чекам во наредниве 10 минути би требало веќе да стигнат на редакција. Па можеби ќе не начекаат, со оглед на тоа дека сигурно ќе те задржам некои 15 минути утрово на Телма, вака чисто да ги поздравиме и гледачите на Телма, можеби ќе ни дадат поздрав некој од зад камери кај тебе. Инаку споделив дека имаше за мене вака низ моја призма имаше прилично убава успешна и ти 2025 година. Па така што веќе ќе те прашам како ти мина се на се можеби тебе лично, што би сакала да елиминираш и би сакала да си посакаш за себе и за целата наша заедница во земјата за следнава која што започнавме. Знаеш како 25-та беше предизвикувачка година, искрено, за сите новинари во Македонија. Ми се чини со сето она што не се случи во март и не измрда од колосек, заради тоа што многу работа се смени и во областа на музиката и културата и забавата и се попатно. Така што некако најверојатно и ние поинаку ги дефиниравме работите на кои што им пристапуваме. Беше тешка година. Крајот на годината од друга страна се покажа убав со многу добри концерти, со полни сали на македонски изведувачи, така што мора да ти кажам дека не знам имаше некој баланс од убави и од неубави работи во туката изминатата година. Меѓутоа, искрено, една од најверојатно најтешките години за новинарите во Македонија. Дефинитивно, ќе се сложам. Претпоставам дека сите некако ќе го споменеме датумот на трагичниот настан каде што загубивме преценели наши сограѓани и музичарите и бендот ДНК. Веројатно тоа кај сите нели создава еден шемер и јад. Меѓутоа, се нас имаше, ќе кажам, и година во која што имавме и славење и возбуда и аплаузи од друга страна, лично и за тебе, меѓутоа и можеби вака ќе споменеш за редакцијата со оглед на тоа дека долги години работиш нели како новинар кој што знае да ги
мапира убавите ексклузивни настани и направи ексклузивни интервјуа, така што еве ќе те прашам и тебе лично како ти беше, можеби тебе годината, што можеби 5 топ работи кои што на некој начин си ги оствари или ти се исполнија минатава година. Освен концертот кој што го имаше во Рим со едно од во моментот најактуелните италијански звезди. Да, значи во однос на приватните работи, патувањето во Рим беше едно од првните работи што се случија, заради тоа што бев на концерт на италијанска звезда за која што во Македонија скоро никој не знае, меѓутоа беше врвно шоу. Се сеќавам дека имам пријател кој што живее во Рим и ми кажа дека претходната година бил на нејзиниот концерт и Елоди на пеачката. И рече дека тоа е италијанската Бејонсе, навистина на самата сцена кога излезе, шоуто беше неверојатно, нешто што не се гледа, нешто кон што би требало да се стремат сите, пораки до македонските артисти, нели, за малку поголемо шоу кога ќе има настапи. Да, и во моментот баш ја гледаме Елоди, благодарение на твои видео снимки кои што ги направи токму во концертот на Рим, како што велиш ти, како велат европската или италијанската Бејонсе? Италијанската Бејонсе ја нарекуваат и не знам, се надеваат многумина нејзини фанови, се надеваат дека таа ќе биде еден од нивните представници на Евровизија во наредните години, бидејќи два пати се учествувала на Сан Ремо, имаше обиди, не помина најславно, меѓутоа музиката е феноменална, така што и да, никој не ја слушнала, сака италијанска модерна музика, топла препорака да ја слушне. Во однос на приватните работи кои што ми обележа годината, тука е венчавката, црковната венчавка на моите родители, после 48 години во брак, они долги години размислува и сакаа да се венчаат во црква. И во еден момент со сестра ми решивме, ствари на иницијатива на сестра ми некако ги забрзавме работите, заради тоа што постоја планови во време на короната кои што пропадна, нели, заради целата ситуација, и овој пат им направивме црковна венчавка, само им рековме изберете си датум, и така имавме интересна возбудлива ситуација. Во однос на професионалните ангажмани кои што ги имав, би можела да ја одвамете заедно, бевме на Макфест, кога редакцијата на Црно-бело доби награда за долгогодишна соработка и покривање на фестивалот, нешто што не изненади заради тоа што навистина не знаевме дека подготвуваат награди, меѓутоа и 40-тиот јубилеј на Макфест помина и во однос на тоа, односно не испочитуваа нас новинарите навистина многу. И знаеше колку бевме изненадени всушност кога ја добивме наградата. Така е. Од деловните работи би го издвоила интервјуто со Здравко Чолич, кој што, да речеме, ми е еден од омилените пеачи од овие делови од регионот уште од детството. И баш ме беше мило што ете годинава конечно имав можност да седнам, да поразговарам со него, да направам интервју, иако сум го запознала претходно, меѓутоа ова ми беше прва можност да направам интервју со него. Едно многу убаво семејно патување на кое што бев со мојата сестра и мојата внука, и во момент водат фотографии од тоа во Италија и Швајцарија, така што да речеме дека тоа е обележа некако годината. Морам да признам дека Италија некако особено ти беше присутна во годината и некако ти беше дестинација 2025. Па ми се чудам дека Италија секогаш ми е дестинација. Го знаеш, Елен Гуловец, сакам да го прошетам светот, меѓутоа секогаш Италија ме влече. Да. Патувањето во Рим беше моја втора посета на Рим и за разлика од првиот пат кога буквално сакав да отидам и да видам што е можно повеќе од градот, овој пат беше каде ќе одиме, каде ќе јадеме, што ќе пиеме, ајде да имаме едно малку поинакво односно гастрономско патување. Така што не, Италија е секогаш одлична идеја. Прекрасно. Еве како сове дестинација можеби за годината. Искрено и јавно морам да споменам дека си една од можеби оние раритет дами кои што работат на новинарската професија достоинствено, конзистентно, честно и онамо каде што треба да дадете аплауз, давате аплауз и ти лично можеби и во редакциите каде што си работела во минатите години, меѓутоа нели да се даде конструктивна критика која што денеска некој од нас и вистина треба да ја добијат и на некој начин од оваа страна како публика некој од овие можеби нели имиња од спортската, музичката, филмската сцена да ги добијат се со цел да видат дека некој пат нели погрешно или добро прават. Меѓутоа ќе кажам дека имаше долги години искуство и како уредник,
во некогаш славните магазини и списанија на таа, на тој, често пати сме говориле комплетно и така натаму, така што точно знаеш веќе низ овие години како еволуира и самата новинарска професија, меѓутоа остануваш конзистентна денес и во еден од најчитаните македонски медиуми кај нас Црно-бело. И сега ќе те прашам тебе лично и колегите, една многу убава достоинствена екипа која што работи секојдневно да информира македонската јавност, што според вас можеби вистина беше најчитано, што публиката можеби промени правец да чита, ако во минатото нешто се читаше повеќе, па сега е сосема спротивно, и кои наслови според вас, ако правите можеби некаква рекапитулација на 2025-та, вистина може да го издвоите како наслови и се уште теми кои што ја живеат, да речеме, и сега својата славна златна ера? Вака, на крајот на секоја година правиме рекапитулација на изминатата, точно, и секогаш на 31 декември отприлика излегува текст кој што били 100 најчитани статии на Црно-бело. Направивме избор од 100 најчитани интервјуа, од 50 најчитани интервјуа кои што се објавени во изминатата година кај нас. Така што она што го споменав на самиот почеток е она што некако ја одбележа годината и во однос на читаноста, односно тоа беше трагедијата што се случи во Кучани и сето она што беше врзано со тоа, од самите почетоци, од првите информации кои што беа добиени, од информациите за Панчо, за Андреј, од пораките кои што ги испраќаат, еве и денеска да речеме родителите или пријателите на децата, на луѓето кои што ги загубија своите животи таму, тоа е некако нешто кое што се уште се чита многу на Црно-бело. Од друга страна, она што не изненади кога направивме таа листа беше дека луѓето ги интересираат убави, што велиш и ти, приказни, и меѓу најчитаните вести за оваа година ни се љубовните приказни на познатите, меѓутоа и на обичните македонци. И како се запознале, што им го одржува, да речеме, што им ја одржува љубовта, што им го одржува бракот, што ги прави среќни заедно. Така што оние, да речеме, мали пикантирии кои што можеби луѓето не ги знаат за нив и некои фотографии од нивните приватни албуми кои што се објавени кај нас, значи љубовта е она што се славеше оваа година. Да. Бидејќи си повеќе од 25 години во новинарската професија, знам дека читателската публика, критиката можеби се менува и да речеме во овие последни 5-6 години препоставам дека ќе направиш една неверојатна можеби паралела од тоа што беше во 90-тите, почетокот на новиот милениум и сега што се чита. Практично работеше во време кога беше многу покротко, по суштински, можеби целиот тој текст кој што ќе го напишеш и ќе искочи можеби како неделник во магазините така натаму, и претпоставам дека тогаш некако имавме прилика да се седнеме со топло чајче да ги читаме рецензиите или да речеме сториите. Денеска се е многу бргу. Што е денеска златен стандард од тема, да речеме, која што би била соодветна за и младата публика? Што мислиш дека се смени можеби кај читателите најмногу? Првично се сменија платформите на кои што се чита. Значи, ако минатото еве, јас и ти сме деца растали во времето на печатените медиуми, кога сакавме да земеме или вестник, да земаш списание, да го отвориш, да се исечеш на хартијата, ако треба, например. Меѓутоа, денеска е сосема плиното. Денеска информациите се движат многу брзо и на крајот на денот некако се сведува на брзината. Односно, што е можно поскоро да објавиш информација која што другите ја немаат или не ја знаат. Меѓутоа, оно што е убаво во нашата редакција е тоа што секогаш се трудиме информациите кои што ги објавуваме да бидат релевантни, односно никогаш да не се избрза, да се биде прв, а при тоа да се објави лажна вест. Значи, ние најмногу внимаваме на точноста и на релевантноста на информацијата, заради тоа што не сакаме да пласираме лажни или неубави вести. Од тоа се водиме понатаму се она што не носи во текот на денот и во текот на работата. Да, претпоставам дека и како Црно-бело секогаш внимавате што ќе споделите можеби за младата читателска публика, со оглед на тоа дека денеска секој од нас може да посети некој конкретен канал и да добива информации, да речеме, нели, како што беа минатата година за некои бесрамни
да речеме теми, секој пат се сексуализираат, да речеме човечките битија, па тоа многу сакаме да го гледаме, нели, голоте и така натаму, вие останувате доследни. Некако и на сето тоа знаете да удрите и критика. Затоа велам дека младата публика денеска како да не прави некаков свој филтер што е честно и достоинствено, па така што веројатно ќе мора да го правите тоа вие многу по-достоинствено како и досега, како црно-бело, да биде тоа некако, нели, и пренесено. Работата што младата публика има поинакви платформи кои што користи, односно TikTok е тука, Instagram е тука, буквално се име на дланка уште од нивните 13-14 години. И мислам дека многу ги гледаат содржините кои што се нудат во светот, не само содржините што се нудат кај нас, и некако самите си ги филтрираат работите што ги интересираат, односно не ги интересираат. Од друга страна, толку многу работи се нудат на секаде кои што видиш и да се дебутантни можеби, меѓутоа ти не можеш тоа да им го забраниш. Ако размислиме, нели Австралија донесе забрана за користење на социјални мрежи за деца помлади од 16 години, меѓутоа ми се чини дека во рокот само неколку дена децата, односно тинеџерите, најдоа начин наместо да ги користат социјалните мрежи, да се свртат кон друг тип на платформи, за да може да стигнат до информациите на кои што се навикнати и кои што ги посакуваат. Така што ние како медиуми се трудиме да пласираме позитивни информации, убави информации, да бидат тоа едукативни теми кои што би биле за нив, меѓутоа нели постојат работи од кои што едноставно ти не можеш да побегнеш. Апсолутно, и вистина ќе ви честитам од оваа страна што на некој начин останувате достоинствени, можеби во топ 10, еве да речам, портали во Македонија или новински агенции кои што пред се имаат лекторирање на текстовите, почитување на македонскиот стандарден литературен јазик, што е најважно, пренесување на корисни информации, едукативни содржини, општествено корисни, ќе кажам, теми. Што, еве, кон крајот на ова вклучување утрово, нема компромис, да речеме, во црно-бело, кога станува збор за некакви содржини, и дали некој пат сте, знаеме дека ова е време на вештачка интелигенција, на дигитална, нели, технолошка, да речам, средина во која што живееме, меѓутоа, дали некој пат сте споменале тема на задржување некои стари навики, да направите можеби магазин црно-бело кој што ќе биде месечни, како ништо друго? Дека би излегло некое печатено издание на црно-бело, секако дека не заради тоа што, како што ти кажав, информацијата е многу брза и печатените медиуми бараат време. Се што ќе ставиш во печатениот медиум, тоа што веќе го прочитале завчера, ти би го пуштил денеска на, нели, во печатено издание. Од друга страна, на прашање зашто не би направиле компромис. Никогаш не правиме компромис во однос на нашите соговорници, односно никогаш не би се дозволиле да го навредиме соговорникот, да напишеме нешто негативно за соговорникот, да на некој начин не се чувствува убаво од кога ќе го прочита интервјуто кое што го дал кај нас или изјавата што е дал кај нас. Значи секогаш сакаме тоа да биде убаво, пристойно и да прикажеме убавата страна, односно позитивните работи кои што секој човек има да ги понуди. И заради тоа мислам дека навистина шириме некоја позитива во интернет етерот. Прекрасно. Само ќе посакам да останете убавата страна на градот и на земјата, се со цел такви убави истории, патувачки приказни, кулинарски можеби рецепти или се она што можеби достоинствено го правите да ви биде уште поуспешно и да се можеби надополните од ваш аспект кој што го посакувавте, годинава да ви го донесе тоа можеби како желба да ви се исполни. Голем поздрав од целата екипа, те бакнувам, те поздравувам и секако се гледаме за скоро и убави празници за црно-бело. Убави празници, поздрав до сите. Чао.